Викендов Пробишти беше центар на рок сцената, со одржувањето на 11-тото поред издание на Рудар Рок Фест. Настан кој промовира хард рок култура. Оваа година на фестивалот доминира панк, пост-панк, спид, хеви и треш метал стилови од повеќе бендови. Музичкиот рок фестивал започна со настапот на кочанскиот бенд Без памет, а веднаш потоа на рок сцената се појавија и нивните сограѓани рок групата Корка. За да веднаш по нив, рок публиката уживаше во звуците на скетет, која на 20 години е на македонската рок сцена. Здраво, здраво, поздрав до вашите гледачи. Јас сум Пеце Клечкаровски, сум вокал во бендот Скетърт, со кој доаѓаме од, да кажам, формирани сме пред 20 години изворно во Струга и многу сме возбудени што денеска сме гости во Пробиштип, што ќе настапуваме на ова бина, ќе се дружиме со овие прекрасни луѓе тука. И генерално тоа возбудата е голема. Каде слушнате за Рудар Рок Фест? Па Рудар Рок Фест јас го знам дека е фестивал со традиција, дека доста години постои на ја поддржава нели рок сцената во Македонија. Сум слушал многу добри гласини околу овој фестивал. И затоа многу ми е драго што сум денес тука. Денеска сте тука на Рудар Рок Фест, што правите овој периодот, односно ова лето? Па, имаме доста ангажмани во смисла на издавање на нов албум. При крај сме со последните нели подготовки, веќе снимавме и музички спот за една од песните, планираме да можеби да снимиме уште еден или два музички спота. Пред да го издадеме албумот, се надеваме дека до оваа зима албумот ќе е готов со целата таа промоција и дека ќе можеме нели да пулсираме заедно со времето и да го извадиме на време. Еве, настапувате на различни места, ваша оценка за рок музиката во Македонија, има ли фанови? Се менуваше ситуацијата во текот на овие, хајде да кажам, 10-15 години. Едно време имаше на сцената некој затишје, се повлекоа доста бендови, многу бендови се откажа од свирење, но за среќа последниве, ајде да кажам, можеби 5 години, можда и повеќе, не сум баш сигурен, али веќе се враќа еден нов бран на свеж рок-н-рол, младите веќе почнаа да формираат и нови бендови, еве гледам почна и доста од стари бендови да се активираат. Да земеме пример од нас, ние бевме исто така, имавме два претходни албуми во последниве 20 години, после вториот албум и ние некако паузиравме, паднавме во тој зимски сон и за некоја среќа настапи некој добар бранд во последните години и можем да кажем дека ако продолжиме вака како андерграунд, како алтернативна заедница, како рок заедница да се поддржуваат вакви настани, дека би можеле да одиме и многу понапред. Рече дека еден период рок музиката во земјава падна на пониско ниво, сега се возвишува. Што мислите, која е причината за сето тоа? Па, ја мислам дека самите бендови беше неиздржливо за самите бендови од финансиски аспект. Знаеш како за да се занимаваш со алтернативни видови на музика тука во Македонија не можеш да живееш од тоа и сите членови на бендовите од претходно почнаа да работат, почнаа да формираат фамилии и така натаму и веќе можеби стана преголем залак и преголем терет свирењето во бенд. Во целата таа приказна, па можеби затоа се случи тој еден пат, да речеме, бидејќи главната причина е нели екзистенцијална криза, бидејќи за ти твориш, за да можеш непрекинато да вадиш албуми, сето тоа е финансиски голем залог за мали бендови, посебно за македонски бендови каде што сцената не беше толку развиена и веројатно тие се причините зашто фокусот беше избеган. Зборуваме за рок музиката, сега сме на Рудар Рок Фест. Има ли фестивали вакви во земјава, рок фестивали? Па мораме да ги спомниме со рака на срце Metal Discharge во Битола и тие се, значи, доста јаки ентузијасти што
на мускули секоја година, од година за година ја одржуваат сцената и придонесуваат за различностите, за разни бендови, даваат поддршка на разни бендови. Да ги спомнам сега Скопје Фјури во организација на Terror Void Promotions, што ќе се случи исто така во септември, не сум сигурен баш кој точно датум беше, но ете се случуваат фестивали. Претежно најплодна почва за тоа е во Скопје, помалку се случуваат во помалите градови. Но едно е важно дека добро е да се одржуваат сите тие фестивали што ги имаме и да се поддржуваат за да може да бидат одржливи за следните години. 11-тото издание на Руда Рок Фестот продолжи со настапот на хардкор панк групата од Крагуевац, Србија, KBO, која се карактеризира со пост-панк звук со дистризирани гитари и текстови со социјални теми. Тие се еден од најстарите панк бендови од поранешна Југославија. Настанот заврши со настап на рок група од Свети Николе. Инаку голема рок атракција беше и настапот на гостите од Грција, групата Leatherhead. Еве, почитувани гледачи, како што забележувате, значи се уште се наоѓаме на Руда Рок фестивалот. До мене е еден од учесниците кој што доаѓа директно од Грција, специјално за Руда Рок фест. Добар ден и добро дојде на овој прекрасен фестивал и твоја прва оценка, твои први впечатоци од моментот. Првите импресии се предобри. Преубава земја, прекрасен град, еве со нетрпение чекаме да настапиме. Многу фанови ќе дојдат и среќни сме што сме тука. Еве накратко да го представиме твојот бенд, од колку члена брои, што кад свириме вечерва овде и малку историја за истиот. Ние сме 5 членови во групата. Постоиме од 2022, имаме издадено еден албум и еден сингл и моментално го снимаме вториот албум. Прв пат ќе свириме тука и е фантастично за нас да настапиме овде. Колку често доаѓате во Македонија на рок фестивалите и дали за прв пат сте тука на овој фестивал? The only time I came here before was because of the translator. Еднаш доаѓав поради мој другар, првиот пат дојдовме како гости во Скопје, а сега сме во пробиштик да настапиме на овој фестивал. Значи два пати сме биле овде во вашата земја. Even better, I think, yes, because the first time was in Skopje, second time is here in Probistik, in your town, in order to play. It's only the second time visiting your country. Еве, кажете ни, дали Македонија има рок слушатели? I really don't know. Не сум сигурен, не очекувам дека имаме многу, но ќе имаме во иднина, се надевам. Еве, кога зборуваме за рок музиката, за Македонија, Грција, каде е најдобро да се свири, во Македонија или во Грција? Greece is Грција има повеќе луѓе и очекувањата се поголеми таму, но од моите две посети ќе кажам дека во Скопје, вашиот главен град, има рок сцена. Бевме на 3 различни забави каде свиреа бендови и за една вечер беше фантастично. Немам видено нешто такво. Three different parties with bands playing and festivals. It was fantastic in one night. Yeah, I've never seen that. Да не кажам, има фантастична рок сцена.